Pоради ова сме вечерва тука. И да, премногу е народе на Македонија, премногу е од судбини во Грч, од бескрајно чекање и од огромна сиромаштија. Премногу е да гледаме како нашата Македонија се разградува камен по камен, натопена со страдања, со бесконечно чекање. И да, премногу е, премногу е. Ова што вечерва го сведочам се вашите судбини, голиот живот, маката на народот. Впрочем, токму поради тоа сакав на почетокот од овој величествен собир да ви се обратам од асфалтот, од пред зградата на владата, како еден од илјадниците граѓани, како прв меѓу еднаквите која доби големата одговорност да го предводи народот со бајракот на слободата кон промени и подобра иднина за нашата Македонија. Кој друг ако не ние? Тука сум за сиве овие лица кои уште еднаш не уверија дека е премногу. Меѓутоа, тука сум и за секој еден од вас, во ваше име и за нашите заеднички судбини, рамо до рамо, едни до други и силно сплотени во никогаш поголем број од претходно, посилни од кога било, мотивирани и подготвени. Зашто? За иднина, за промени, а за кого? За нашата Македонија! Добро вечер, Македонијо! Добро вечер, верен народе кој е на нозе, горд, исправен и кој доаѓа да си го земе она што му припаѓа, тоа е слободата! Слободата на Македонија! Ке не има ли тогаш кога ќе не нема? Ако не немаше, токму тогаш кога требаше да не има. Вечерва, мој народе, не има и затоа нема да не нема. Македонија е жива и ја има. Ја има многу, ја има. Тука сме собрани оваа вечер илјадници. Реки граѓани, исправени и со гордо кренати глави, со име, со чест, со пркос, со емоција и со волја за борба која мора да донесе промени. Никогаш Македонија не видела толку многу болка како овие години. Затоа никогаш Македонија не видела толку многу луѓе што вечерва ги преполнуваат улиците на главниот град овде во Скопје, од исток, од запад, од север, од југ, од центар, преполно е Скопје. Овој татнеш на судбини и крици на лична бол поради грдата реалност која создадоа, ќе ги пробуди овие заспани бюрократи во оваа влада овде наспроти нас. Доаѓа крајот
на овие нечестни луѓе од владата, какви досега овие 3 децении не сме виделе. Од денес па натаму, нашиот глас ке татни низ градовите и низ селата, низ цела Македонија. Како громогласно ехо, тргнуваме да ја освоиме победата што ни припаѓа. Нека се чуе на сите страни дека во Македонија, во нашата Македонија се случува народ. Раскажете ја вистината за луѓето што дадоа многу во името на ветувањата за некаква посрекна иднина, а не добија ништо. И денес ова одлучност за промени е толку голема, затоа што народот веќе нема што повеќе да загуби. Живејќи во време кога загуби, рече си се. Власта удри по стандардот, удри по образованието, удри по земјоделието, силно се удира по економијата и по перспективата на овие млади луѓе овде пред мене. Булеварите, раскрсниците и плоштадите се полнат со луѓе кои секојдневно просат затоа што загубиле речи си се. Контейнерите се пребарувани од луѓе од разни нации и припадности, бидејќи гладот не знае за вера или нација. Денот за власта е ден поминат во луксузни автомобили, ручеци со златни вилјушки. Ручеци со златни вилјушки и чини какви купува, а денот пак за обичниот народ е ден со борба со голиот живот, борба за опстанок, да се преживее и да се дочека следното утро. Таква е реалноста во нашата Македонија, тешка и мачна. Денес сум овде пред вас, затоа што јас ја имам одговорноста да се борам и да ветувам, се обврзувам и гарантирам дека нема да разочарам. Вие сте мојот мотив и ова е мојата сила, ова е мојата Македонија. Тие ги имаат институциите, а јас со вас сме заедно народот. Ова вечерва е глас на народот против неправдите и лошиот живот. Не можам да ви опишам каква неизмерна чест, какво задоволство и каква одговорност е за мене тоа што се одваживте да дојдете. Ви благодарам. Ви благодарам за ова што го правите ова вечер. Ви благодарам што независно од сите закани, притисоци и уцени на власта, вие стоите овде со мене за заедно да ги менуваме работите на подобро. Подавам рака за овој договор. Заедно да ги менуваме работите на подобро. Драги пријатели, го имате мојот честен збор и на илјадниците други наши сограѓани што одлучија да останат дома пред екраните. А кои? Исто така не се чувствуваат толку комотно, ама во срцата
zna дека промени мора да има. Сите ние заедно обединети за знамето на Македонија порачуваме дека промени мора да има. Промени мора да има. Знајте, ова битка ја водам и за вас. И за вашата поддршка секојдневно копнеам. Таа поддршка се смета во процесот кој ќе заврши со смена на оваа власт. Поддршката на секој е неопходна, бидејќи големата цел е пораст на СДСМ и казна за погрешните политики на оваа разуздана, криминална и предавничка власт. И за премиерот, кој се смее на тоа дека ова преубава земја била Западна Бугарија. И тој нека знае дека ова парче земја за мене и за вас, за нас, била и ќе остане нашата мајка Македонија. Тоа е таа, драги пријатели, огромна љубов која што ја сакаме до болка, и за која сме гласни, и за која сонуваме, и за која мечтаеме до нашиот последен здив. Љутков тоа многу подобро од мене го изведе. Но не може да помине овој мој говор ако и јас не го повторам големиот Анте Поповски. На овој даб името ќе ти го напишам. Дождовите да го симнат земните в земја да ги напоиш. На оваа нива грудка од тебе ќе посеам. Класат када никне. Со неа внучињата да не ги храниш. На овој рид ќе те оставам и кога ќе заминам, пак да те гледам голема наша Македонија. Ова е Македонија, ова е нејзиниот народ. Победуваме! Драги пријатели, луѓето ми велат зошто толку си се насочил за рушење на власта. Кога можеш веднаш да се иселиш, да заминеш од овде и да имаш подобар живот. Иако е ова прашање кратко, суштината зошто сум тука е повеќе кратна и таа се одговара освен со разум и со многу срце, љубов и емоција. Вечерва стоиме пред владата која е единствен причинител за сите наши несреќи и колективни разочарувања. Меѓутоа, вечерва мотивот зошто сме тука е и поради причината кои сме ние и што сме како луѓе, од што сме направени како народ и како земја со своји корени, традиција, историја, култура и преданија. На само 50 метри од тука е споменикот на ослободителите на Скопје. Секоја фигура извајана во бронза е таму затоа што заслугата тие луѓе ја добиле со својата крв, безкомпромисната верба во идејата и љубовта кон слободата. Тие беа синовите на илинденците, кои ја раѓа идејата за слободна и независна Македонија. А нивната смрт беше примерот по кој се раѓа нови синови и ќерки на борбата, кои го чуваа пламенот за Македонија. Затоа нашата обврска кон таа генерација е поголема од секоја друга суета, секоја друга препрека
која ни стои на патот. И во тоа лежи нашиот порив и нашата сила, нашата огромна македонска сила. На само половина километар пак од овде, на площадот, чие име е Македонија, пред 31 година, на 8 септември, исто така имаше огромни реки народ, собрани да ја прослават независноста. Впрочем, јас во моите 44 години живот паметам два собира на кои се собрал толку многу народ. Тоа е тој 8 септември и овој величанствен собир оваа вечер денес. И овие два народни собири, иако има комплетно различни намери и улоги, имаат и една сличност. На собирот на 8 септември 91-та, јас како 13 годишно момче, јас поделував заедничката емоција на среќа, ентузијазам и колективна еуфорија дека најпосле по вековната борба и пролеаната пот и крв доаѓаме до тоа да бидеме своји на своето. Магијата на тој собир не беше само заокруженото ливче на огромното мнозинство граѓани и самиот референдум, туку надежта, копнежот и оптимизмот што секој еден човек го имаше таа ноќ дека најпосле ќе ни тргне како народ и како држава, дека ќе имаме своји институции, дека ќе бидеме креатори на сопствената судбина и одговорни за колективната среќа, дека светот ќе не распознае и разликува од останатите по нашиот идентитет што го носиме, дека ќе патуваме со македонски пасош, дека ќе се радуваме на успесите на македонските репрезентации, ќе стоиме достоинствено на нашата македонска химна, дека ќе градиме наши институции, наша држава, наша економија. Го живеевме сонот на многу генерации кои пред нас не успеа, а се надева. Тоа беше голема експлозија преку која се создаваше нашиот универзум за кој сонувавме. 31 година подоцна, драги пријатели. Вториот најголем собир за кој паметаме овој денес. Меѓутоа, овој пат, како 44 годишен маж, која споделува истата енергија како сите вас тука оваа вечер на овој 18 јуни, лето господово 2022. Доколку тој 8 септември беше собир на надеж, овој денешен народен собир е поради револтот и разочарувањата во овие 31 година, како и поради разорните последни 5 години од вашите животи. Тоа значи дека оваа земја е дојдена до работ. На многумина им е прекипено од предолгите очекувања и разочараните надежи. Многумина велат доста е. Државата е уништена и навистина е премногу. Меѓутоа, има и нешто што е заедничко за овие два големи собири. Тогаш, тој 8 септември 91-та и денес, 18 јуни, 31 година потоа. Народот е на нозе и на улица затоа што сака да се бори. Народот сака борба. Народот сака да се избори за својата Македонија. И тогаш, драги пријатели, и сега, заедничка е борбата за Македонија. А јас сум тука затоа што ќе се бориме, бидејќи другиот избор е Македонија да нема повеќе, да не постои. Секој помина ден со СДСМ и ДУИ на власт. Сме поблиску до последниот ден на нашата татковина.
Или ќе се бориме и ќе победиме, или Македонија ќе нема, запаметете што ви велам. Или ќе се бориме и ќе победиме, или ќе нема Македонија. Имаме ли избор? Ова мора да му биде јасно на секого, како што мора на сите да ни биде јасно дека не има и уште повеќе ќе не гледаат на секаде. Борба во парламентот, на протести на улиците, низ малата, градовите и селата, борба на градоначалниците, борба во институциите, борба против криминалот, корупцијата и тонењето. Борба да ја вратиме надежта како на тој 8 септември 91-та и да го направиме спротивното од овие 31 година. Да изградиме силна држава со способна економија, да обезбедиме заедничка и подобра иднина. Јас тоа ви го ветувам до последниот атом од мојата сила. Во оваа наша борба ни е потребна секоја личност, секој поединец, секоја група и секоја организација. Ни треба општествена поддршка, обединување за национално и народно единство. Слабите луѓе ни ги донесоа овие неподносливи времиња. Но тешките времиња, драги пријатели, создаваат силни луѓе. Силните луѓе пак носат подобри времиња. Ова не е само моја битка, туку наша заедничка борба до нашата заедничка победа за нашата Македонија. Драги пријатели, ќе бидам искрен како и секогаш. Премногу е. Премногу е поради корупцијата. Премногу е поради распаднатото здравство. Премногу е поради врските во институциите, аферите, селективната правда, поточно неправдата за секој еден граѓанин. Поради чекањето. Премногу е поради предавствата. Поради лошите предавнички договори. Премногу е поради понижувањата, поради луѓето кои невини седат во затворите и луѓето кои виновни не се во затворите. Поради поскапувањето, поради одземената иднина. И затоа сме тука, и затоа се потребни промени, промени за победа на Македонија. Драги пријатели, многумина блиски до власта ми велат што по митингот на 18. Ке падне ли веднаш владата? Одговорот е дека никогаш не ветив дека тоа ќе се случи брзо. Меѓутоа, гледајќи колку народ е излеа на улиците пред зградата на владата, која е символ за народниот пораз овие 5 години, повеќе од сигурен сум, знам дека тоа многу скоро денес ќе се случи. На локалните избори, драги пријатели, ви ветив борба. И таа борба донесе голема победа. И денес, со чест и крената глава, стојам пред вас и ви ветувам борба, и ви ветувам дека ова ќе биде триумф, не победа, голем историски триумф на народот против корумпираните политичари. Уверен сум, драги пријатели, и тврдам дека денес се случува народ. И на секоја власт на која и се случил народ, прашање на време кога ќе се втурне во провалијата и ќе падне со целиот нејзин срам и страф. И оние кои велат, значи не можете да ја соборите власта брзо. Одговорот ќе го најдат во фактот што ниту една власт која узурпирала толку многу како ова, што го ограбила народот толку брутално како ова, и врз кој
izvršila toliko brutalnih predavstva kakovije, ne može da si zamine preku noć so samo jedan naroden sobir. No ja se odovde i vetuvam trijumf, istorijski trijumf, borba do posledna kapka pot, borba so poslednji od atom. Dragi prijatelji, zajedno da se borime i da se izborime za kraj na ova mračna era na kriminali i predavstva koja go nosi potpisot na SDSM i DUI. Дозволете на средината од говорот многу јасно да ги кажам нашите позиции по најважните прашања и како ќе делуваме во периодот што следи. Состојбата во Македонија е неподнослива. Македонија во овој момент е рекордер во Европа по 3 работи. Првата е криминалот. Втората, државата е со најслаб раст на економијата во Европа. И третата, земјата има најнизок стандард на граѓаните со најголема стапка на инфлација. Може би кризата е увезена, но автентична е неспособноста на кадарот на СДСМ. Најголемиот проблем, драги пријатели, е инфлацијата која го јаде сечи домашен буџет. Секое минимално покачување на плата со која се фали владата се одзема преку само едно покачување на цените на бензините, не споменувајќи ги покачувањата на сите останати производи. Всушност, сте забележале ли среќен човек кој излегува од пазарење од маркетите? Нема таков затоа што работите кои минатата година сме ги плаќале по една цена, денес истите тие се двојно поскапи. Половина милион, повторувам, половина милион наши сограѓани, луѓе со конкретни лични судбини и стравови, живеат со само 150 денари на ден. Повторувам, со само 150 денари на ден. Сиромаштијата, драги пријатели, го разјадува здравието на луѓето, а со тоа и здравието на Македонија. Затоа час поскоро, брзо и посветено, мораме да ставиме одлучна народна точка на овој економски геноцид. Повторувам, економски геноцид на Димитар Ковачевски, Зоран Заев, СДСМ и ДУИ. Уништениот стандард на граѓаните е последица на криминалот и неспособноста на владата да се справи со ценовните шокови. Она што боли е што илјадници родители си легнуваат со помислата дека се неуспешни, поради тоа што државата им го одзема сонот за нивните деца. И што илјадници семејства мачат како да ги платат сметките за струја и режиските трошоци. Кога велам дека состојбата е неподнослива, тоа е така и затоа што цели 5 години чекаме датум за преговори со Европската Унија, кој никако да дојде, а беше главното ветување на СДСМ. Не понижија, не засрамија, не предадоа и се уште сме заглавени во чекалницата на Европската Унија. 22 години ревносно чекаме во чекалницата на Европската Унија. Некои држави тогаш не ни изборуваа за Европската Унија, а денеска преговараат или се веќе членки на истата таа Европска Унија. Овој народ и Македонија дадоа многу, а за возврат не добија ништо.
поради погрешната политичка стратегија. Поради погрешната политичка стратегија им се одзема иднината на тие генерации млади луѓе, на овие млади луѓе што денеска ги гледам овде пред нас. И како продолжение на таа политичка агресија што се врши врз Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија, пристигна последниот предлог кој е актуелен овие 2-3 дена. Тој предлог кој што овие од владата се прават дека ниту го виделе, ниту пак слуштале за него, а тие го договарале. Да бидеме на чисто, тоа е ништо друго, освен капитулација без одлагање. Што би се рекло, бугаризација на Македонија на рати или дипломатски нокаут. Драги пријатели, дозволете ми во неколку реченици да го објаснам тоа што го пишува во тој предлог. Како прво, нема дата за почеток на преговори. Во тој предлог нема дата за почеток на преговори. Туку има услов. Ако сакате да почнете, отворете го Уставот и исполнете ги барањата на Софија. Тоа е првото. Второ, не лажа дека не преговара за јазикот, дека не преговара за идентитетот, а денес оние платени за волја на вистината малкумина, владини пера, ако можам така да ги наречам, преку мали колумнички не убедуваат дека триумфирале по кој знае кој пат го заштитиле македонскиот јазик. Па не ли е премногу? Па не ли е премногу од срамот? Трето, драги пријатели, тоа што до вчера беше наш проблем со официјална Софија, во овој предлог станува наш проблем со официјален Брисел и целата Европска Унија. Или да бидам попрецизен, асимилација, бугаризација, па потоа европеизација, или никогаш нема да бидеме дел од Европа. Постојано нови барања и ригидни уцени. Постојано инфлација на напади кон македонскиот народ и крајно неразумни притисоци. Стојам овде, пред вас. Стојам наспроти владата. Ако не е таму, сигурно ќе му пренесат. Оваа порака е до Димитар Ковачевски. Те разбирам. Знам каков проблем имаш. Што би рекле нашите повозрастни, ти си меѓу наковалната и чеканот. Од едната страна, менторот, твојот стопан, ти вели немој да си ја напуштил фотелјата, уште имаш бизниси да ни заштитиш нам како семејство. И второто, твојот коалиционен партнер, кој што ти вели немој да го отфрлаш овој договор, овој предлог, затоа што утре ќе излеземе од владата и истата ќе ти падне. Немој да се грижиш. Немој, Димитар, да се грижиш. Еве, јас сум тука, овој народ е тука. Излези, охрабри се и одби го. Одби го овој предлог. Ние стоиме позади тебе. Одби го овој предлог. Еднаш во животот
odbi go, ohrabri se i bili dostoinstven. Nego slušaj mentorot, ostavi gi ovje koji što vela дека ti je držat vladата. Narodot je toj koji što bira imenува vlada. Ovoj narod ke te opravda ako utre izlazeš i go odbiješ ovoj predlog. Što se odnesува do Бугарија. Сакам јасно да посочам дека ниту ја, ниту ВМРО ДПМН нема да прифати никаков понижувачки договор на штета на нашите национални интереси. А ако владата реши да го носи надвор од собранието или на сила во собранието, тогаш идната влада на ВМРО ДПМН нема намера ниту една точка од овој договор да почитува и да применува. Тоа на сите треба да им е јасно. Една порака и до официјална Софија. Наместо да не поддржувате како соседи, вие не блокирате и неповратно ги оддалечувате нашите два народи, македонскиот и бугарскиот. Наместо да не поддржувате, вие не сопирате. Тоа ли се добрососедски односи? Наместо да дојдете овде во Скопје и да клекнете и да се извините за злоделата кои што сте ги направиле овде врз овој народ за време на фашистичката окупација во Втората светска војна. Вие сакате да ни ја ретуширате историјата. Тоа не се европски вредности. И тоа нема никаква врска со Европа. И тоа нема никаква врска со тие вредности за кои што сме бореле од самото формирање на ВМРО ДПМН. Тоа е она кое што секој еден од нас го мачи, го тишти. И сакам уште еднаш да бидам јасен. 80 пратеника, 2/3 менуваат устав. Тоа зависи од ВМРО ДПМН. Додека јас сум председател, нема да се смени уставот за да бидат бугарските барања дел од него. Драги пријатели, навистина не можам да се изначудам на лековерноста и понижувањето кое го трпи Ковачевски во континуитет од Бугарија. Во регионот доби улога на чиракот од македонските преубави народни приказни, каде ништо не бекнува на сите провокации на Македонија. И кога ја гледав она снимка на Рама и Ковачевски, освен што ме фати голем срам и нервоза, поради понижувањето кој го приреди на Македонија, што гласно се смееше на изјавата дека сме западна Бугарија. Си велам доброто е што барем го препознаа кој и како се вика. Затоа што во државава е толку непрепознатлив што дури ако не се овие автентични гафови, уште народ ке мисли дека Заев е премиер, што, да бидам искрен, за волја на вистината и така е. И секако има и такви платени кои ја бранат власта и кои фатени во ваков теснец мора да го бранат. Па би рекле, а што би направиле вие? Што би направил? Само требаше да му се заврти и да му каже: господине Рама, вие ниту разбирате географија, а уште помалку историја. Ова е мојата Македонија! Ова е мојата Македонија!
Драги пријатели, во продолжение, сакам на ова да предупредам. Власта е готова. Броени и се деновите. Единствено што и преостанаа се лагите. И ние како ВМРО ДПМН не се бориме против нивните политики, туку против кампањата на лагите. Тие не произведуваат политики, тие произведуваат лаги, па така брутално и безочно лажат. Ке им кажеме, нели, дека Рек Битола не работи затоа што има скапи поправки и транспорт од кој што заработуваат фирми блиски до власта, тие ќе излезат и ќе кажат дека во мое време цената на струјата се покачила, што е ноторна лага. Потоа ќе излезат и ќе кажат јас сум го оставил елем во долгови, а ноторна вистина е дека им оставив 30 милиони евра на сметка и 0 долгови. И така редум. Тие ќе си лажат, мислат дека ќе се посипаат со пердови и народот ќе им верува во нивните лаги и во нивните невистини. Значи, наместо да продуцираат политика, драги пријатели, тие продуцираат лаги. Притоа, сакам да предупредам, ова е многу важно, да предупредам дека не чека една од најтешките зими досега во овие 30 години независност. И со ваква неспособна власт, лекот не е пакет мерки, туку излезнот се избори како единствено решение за слобода на народот и за слобода на Македонија. Ковачевски досега не излегол на избори. На анкетите губи убедливо и десетици илјади граѓани денеска, а и деновите претходно му протестираат. Пораката е јасна. Ова денес е најсилната порака дека народот сака избори. Ковачевски не се кри. Излези, соочи се со народот. Немој да се криеш позади овие канцелари. Се поставува прашањето како до избори. Активна блокада во собранието. Активната блокада во собранието го даде посекуваниот ефект. Војно сакам да предупредам, доколку нема договор за предвремени избори ова лето, потоа ќе преминеме во фаза на целосна блокада. Таа целосна блокада ќе биде во парламентот, но и блокада на институциите, блокада на патиштата, протести низ градовите, блокада на процедурите и системот во распаѓање. На тој начин нема да легитимираме систем кој е диво месо и затруен од криминал и неспособност. Дали од сето ова ќе има штета? Некој ќе праша. Одговорот е, најголемата штета сега ја плаќаме, а нашата блокада ќе биде за спас од таа штета. И нема време за чекање, затоа што кризата ќе биде уште поголема и уште пофатална. Најтешката зима следи, а со оваа влада ќе биде вистинско економско цунами за народот. Драги пријатели, ние досега сме имале работно лето, но ова лето ќе биде протестно лето, во чиј фокус ќе биде Македонија на прво место. Тоа подразбира дека тимови на ВМРО ДПМН ќе ги посетат сите градови и села, пратениците, извршниот и централниот комитет, заедно со градоначалниците на ВМРО ДПМН, ќе работат на општа мобилизација и изразување на незадоволство од политиките и лошата перспектива и економска состојба. Ќе се обратиме до земјоделците, докторите, работниците, професорите, службениците, невработените, стопанствениците, до целиот народ и ќе побараме да ни се придружат. Македонија на прво место во одлуките, во делувањето за нашиот народ.
Нас ни е потребна општествена подршка за целосен триумф врз мафијата во политиката. Драги пријатели, ова есен ќе биде есен на блокада на неспособноста и на се она што представува оваа власт. И пред самиот крај, сакам да подсетам на неколку работи. Пред неколку месеци понудив до Ковачевски тимови за помош во повеќе клучни области и средба на која ќе зборуваме за сето ова. До денес нема никаков одговор. Сакам да знае дека од денес единствената средба што ќе ја прифатам е таа на која ќе зборуваме само за клучните теми за Македонија и за предвремени парламентарни избори. Драги пријатели, браќа и сестри, оваа борба е заедничка. Се обраќам до секој еден човек. Сакам да знаете дека во овие времиња клучно е политички да се активирате. Немојте да се повлекувате или да седете на страна. Македонија е на колена и сите не вика. Клучно е да земете учество во политичкиот живот. Секогаш кога поединците и паметните глави се повлекуваат, на сцена доаѓаат лукративните политичари кои ќе одлучуваат во името на умните глави. Сега, како никогаш порано, е важно да се активираат интелектуалците во Македонија. Не е доволно само да се коментира во приватни кругови и во затворени тесни групи. Дојде часот кога мора гласно да се каже ставот. Оваа нација треба да биде водена од интелигенција и мудри глави. Го повикувам Ману, ја повикувам Македонската академија на науките и уметностите, универзитетите во Македонија и сите научни институции, синдикатите да се активираат во надминување на кризата, која е наше секојдневие. Кажете гласно и јавно што ве мачи. Кажете гласно и јавно како можат да се подобрат нештата и што треба да се смени, а во мене ќе најдете партнер, соборец и пријател. Ги повикувам нашите сограѓани албанци. Мораме заедно да се избориме за подобро заедничко утре. Зарем ќе дозволите Дуи да биде газда на вашите животи? Кога вие сте собственик на вашата слободна волја и ако ви кажуваат дека ВМРО ДПМН била причина за тешката положба на вашите животи, тогаш јасно треба да им кажете в лице дека ДУИ и СДСМ 10кратно повеќе ви ги загорчиле вашите животи и животите на сите граѓани на Македонија. Погледнете само како сложно ја напуштија расправата за причините за палењето на модуларната болница во Тетово. Сложно и завртија грб на вистината како да се работи за тендери од какви крадат секојдневно народот. Не им верувајте на стигмите што секој ден ги фрлаат врз ВМРО. Сакам јасно да ви порачам дека истите центри што ви ги загорчуваат вашите животи, а кои не нудат решение за ниту еден ваш проблем, се изворот на ова негативна пропаганда меѓу албанците за ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е отворена партија за македонците, албанците, турците, србите,
власите, бошњаците, ромите, египтјаните и сите останати. Тука сме за сите ограбени, понижени и обешчестени граѓани на Македонија. Им подаваме рака на сите, придружете ни се во нашата борба за нашата мајка Македонија. Сакам една посебна порака до оние кои се иселија. Ова е битка и за нив, за луѓето од Струга и Струшко, за Мавровско-реканскиот крај, од Ростуше, Лабуништа, Пласница, Урвич, Могорче, Отишани, Джепиште, Косоврасти, Бев, Косоврасти, преубаво место и многу други, од многу населени места, кои бескрајно ја сакаат Македонија, а се приморани додат во Италија, Швајцарија, Германија и други земји. Нека знае и мајката од Јеловјане, која го чека своето чедо, и оние кои не го слушаат жагорот по улиците на Скудрине. Мора да ги вратиме овие луѓе тука во Македонија. Тука им е местото, тука камено тежи дома. Изразуваме подготвеност заеднички да се избориме за ново утре, кое ќе донесе ново сонце на слободата, подобар живот и правда. Дојдете со нас да се бориме заедно. Вечерва, драги пријатели, ќе ми дозволите уште неколку реченици. Да им се обратам и на оние од тврдото, цврсто македонско десно ткиво, кои се уште, морам да признам, да бидам самокритичен, кои се уште наоѓаат забелешка на некој наш потек. Почитувани пријатели од десницата, размислете добро. Ве повикувам длабоко да го ставите прстот на чело. Со смирен ум и отворено срце, анализирајте и донесете суд. Кој е подобар пријател или подобра опција? Ова власт која донесе предавства или ВМРО ДПМН кој се бори против тие предавства? Со сите наши недостатоци и слабости, ВМРО ДПМН е единствениот и најголем браник против неправдите, тешкиот живот и предавствата. Дојдете да се обединиме. Време Македонија, тоа го бара од сите нас. Драги браќа и сестри, ќе ми дозволите да се обратам и до оние кои се од СДСМ, но знаат дека работите не одат на добро, затоа што проблемите за реалниот човек се исти. Вашите дедовци и баби исто така учествуваа во растењето и во создавањето на државата. И вие може би ја посакувате таа партија, но на сите нас треба да ни е поважна Македонија, која гледаме дека сега брутално се краде и уништува. Зарем ќе дозволите овие луѓе да ја крадат и вашата иднина? Зарем ќе дозволите Македонија да биде заложник на 10-20 луѓе, на неколку фамилии кои ги узурпираат процесите во државата? Сакам да се обратам и до огромното, значајно тивко мнозинство неопределени. Тешко ви е, едва и крпите крај со крај. Несигурноста ви носи голема неизвестност, која силно ве тишти. Не гледате надеж и повеќето од вас си мислите сите си исти. Оваа влада ја знаете и знаете дека ништо добро не може да очекувате од неа. Но ние, оваа генерација на нови ликови во политиката,
ja бараме и ја чекаме вашата поддршка. Од една страна имате луѓе што знаете дека не можат ништо подобро, а од другата страна не имате нас, за кои вреди да ризикувате да ни дадете шанса. Затоа што ви велам, нема да ве разочараме. Вие ја одредувате иднината. Вие сте тие кои ја носите Македонија. Македонија вас ве чека. Драги пријатели, сосема на крај се обраќам на целиот народ, на сите граѓани во Македонија. Потребно ни е обединување, општествена поддршка. Нема инстант победи. Почнуваме од денес и од сега па натаму продолжуваме низ градовите и улиците да се бориме до конечен пат на ова корумпирана и криминална власт. Ми велат, има ли светло на крајот од тунелот? Јас им одговарам, да, има. Јас не само што го гледам тоа светло, драги пријатели, туку ве повикувам заедно да чекориме до тоа светло. Светлото на крајот од тунелот значи да ја промениме власта и да обезбедиме сите наша заедничка перспектива и иднина. Да вратиме надежта и еланот во нашите срца, како на тој 8 септември 1991. Овие избори, драги пријатели, да не бидат избори за власт, туку да бидат избори со која ќе обезбедиме иднина и да бидат избори кои што ќе бидат референдум за Македонија. Да дојде нова генерација, способни луѓе, кои ќе направат нов пресврт, нова страница и нова епоха за Македонија. Да обезбедиме, драги пријатели, повеќе работа, повеќе пари и сигурност за сите семејства. Да одиме напред во културата, образованието, предприемништвото, да ги поставиме дефинициите на новиот патриотизам во кој веруваме. Да ја градиме Македонија за сите граѓани и Македонија да не биде на сите на прво место без разлика на етничката припадност. Доста беа поделби, предавства и криминал. Да си ја вратиме Македонија во наши раце, во рацете на народот, а не во овие кои што ја украдоа, ја предадоа, ја понижија, ја осиромашија. Пред 4 години јуни беше. Мојот тогашен говор го завршив со порака до моите два сина, кога им реков дека покрај нивната биолошка мајка имаат уште една и таа е Македонија. И така ги воспитувам. Едниот е сега средношколец, а другиот од 1 септември ќе тргне прво оделение. На мојот последен роден ден работе во штабот беше кампањата за локалните избори, дојде и ми остави едно писмо. Го отворив и на него пишуваше: "Среќен роден ден, тато, да биде среќен." Многу малку напишано, а со големо значење. Дали можеме да бидеме ние среќни ако твојата Теа, ако твојот Марко, ако Петар, ако Аниса или било кој друг е несреќен? Не можеме ние да бидеме среќни ако тие околу нас се несреќни. Затоа мојата порака до Антони и до Јоване: работете, сите околу вас да бидат среќни, затоа што само среќни луѓе се луѓе кои што можат да не водат напред. Работете и сакајте ја вашата втора мајка Македонија. Одиме до крај, одиме до победа. Победа заедно, сплотено и обединето.
pobjeda za Makedonija, da ste mi živi i zdravi, da mi je živa, zdrava i vekovita naša ta Makedonija.